САД. Овие надпревари им овозможуваат на студентите директна шанса за вработување. И за на крај, нашата примарна цел е секој наш студент да си најде работа и да се вработи во професијата што е учел на самата академија. Пред да ја препуштам на Маја, сакав исто така, дечки, да ви кажам дека повеќето од вас знаете, но ние овој уписен рок повторно го отвараме со доделување на 6 целосни стипендии со американска диплома. Апликациите се отворени за целосната стипендија, каде што нема критериуми за пријавување, секој од вас може да се пријави. Единствениот критериум ќе биде да се дојде на самото излекување, кој што ќе биде во живо на 1 септември. Исто така, надвор од целосните стипендии, заради тоа што само даваме 6 целосни стипендии за 6 од нашите академии, ние имаме и посебен попуст за самите академии, за да се зачувате вие место или да бидете од овој семестар на академијата. Моментално имаме 1000 евра попуст на сите програми, кои исто така за вас посебно, заради тоа што вие дојдовте на овој бесплатен курс, добивате уште 100 евра попуст, така што овој попуст е 1100 евра на сите програми. Овој попуст може да се искористи до 15 јули. И доколку вие се запишете со овој попуст, не значи дека искачате од играта за стипендија, напротив, доколку бидете добитник на стипендијата, си продолжувате со целосна стипендија, а доколку не, си имате место на академијата по најповолна цена што сме давале досега. Но јас да не должам, сега ќе ја препуштам на Маја, кој ќе ве води низ денешниот курс. На крај ќе имаме време за било какви прашања, така што слободно зачувајте ги вашите прашања или напишете ми во чат, каде што јас ќе се потрудам да ви одговорам на сите, а исто така и Маја. Затоа ви благодарам и уживајте слободно во курсот. Маја, слободно може да го преземеш. Ја ќе се... Добро, ти благодарам, Тонче. Благодарам и на тебе. Да го споделам и екранот, да може да го гледате. А може и вас да ве видам кој може да се уклучи со камера, стално ми е поубаво кога гледам интеракцијата. Да знам колку ви е интересно или да сменам тема. Екранот ми го гледате? Ќе има многу прозорчиња. Презентацијата базично е тоа што... Уште не. Уште не? Оп, Се гледа. се гледа. Се гледа, да. PowerPoint-от го гледате, така? Да, да. Да. Добро. Би сакала малку интерактивно да биде, така да на прашањата одговарајте слободно, како мислите, нема грешни одговори, затоа што нели без никакви признања се очекува да учествувате. Инаку, нели, знаете, моето име е Маја, јас сум Adobe сертифициран експерт и предавам многу години, над 15, а може и повеќе, на Академијата за графички дизајн, претходно и на веб дизајн, и на дигитален маркетинг. И имам работено во сите области, можеби од графички дизајн, што е поврзано и ќе ви ги објаснам. Што се може да работите поврзано со графички дизајн, тоа се многу работи, не е само еднонасочно. И ќе ви објаснам од прилика што би учела, за да знаете дали ви се допаѓа ова, дали ви лежи, дали ова е правецот во кој што сакате да се насочите, независно дали како промена на професија, дали можеби некои доаѓаат и како хоби, некои доаѓаат, сакаат да работат како хонорарно екстра од професијата што имаат, значи многу можности отвара графички дизајн за разлика од други струки, да речеме, затоа што може на многу специфични различни проекти да се работи. Ќе ви покажам и примери од некои работи. И затоа би сакала да ве прашам што за вас представува еве графички дизајн.
Значи нема грешен одговор. На што ве асоцира, ајде вака? На препознатлив бренд. Така, супер. На многу работи не ли асоцира? На многу работи, на лого што е препознатливо, Така, што супер, одма паѓа у око. супер. Добро лого продава производ. Фирма, Така. упадливо ти е у око одма. Така, така. Всушност, графички дизајн е визуелна порака. Таа порака, нели, може да е во вид на лого, може да е, нели, целото брендирање на производ, може да биде етикета, така, може да биде и било што може да биде. Вие како дизајнери формирате визуелна порака. И например, најчесто дизајнерите ги врзуваат со некој што знае да црта, а воопшто не е така. Да речеме 10-20% од дизајнерите знаат да цртаат, туку дизајнерите се всушност професионални колажери. Значи треба да сте способни, и тука имаме дефиниција ставено. Значи графички дизајн е професија каде што професионалците креираат визуелен контент со цел да принесат порака. И создаваме, аплицираме визуелна хиерархија на елементи. Значи многу е важно ако ставиме крупче дали ќе биде горе, дали доле, ако примениме црвена боја, на што не асоцира, дали тоа лого или таа етикета ја ставиме црвена. Еве на пример ако видиме етикета што е црвено со жолто на некој производ, на што ве асоцира најчесто, на пример кесиче кој што е црвено и жолто. На пример на амбалаж за храна. Каков тип на храна? Зачин или гричин? На брза храна, на помфрит. За храна, зачин, така чипс, На пијалоци, чипс. пијалоци, така е. Има. Значи, така е. Супер примери. Значи, имаме, тоа е колор психологија се вика, ја учиме на часовите. Да речем некои клишеа кои што нас не се врежани длабоко во нашата психологија, што нас не асоцираат на одредени работи. И ние ги учиме, ги аплицираме, мора да видиме, нели, поголемиот дел од луѓето како реагираат, секогаш има исклучоци, нели? И кога ќе го научите тоа, има да го примените, има и Adobe Color Wheel, кој што ни помага и како боите да ги комбинираме, во кој случај како. Значи, сите алатки се дадени на еден графички дизајнер како да искомуницира одредена порака. Значи, фотографиите ги користиме од едно место, учиме за тоа. Фонтот од друго, буквите од трето и вие фактички создавате колаж. И тој колаж треба да принесе порака, дали е тоа реклама, дали тоа треба да се купи во маркет. На полица многу често луѓето нели купуваат и нешто што визуелно изгледа убаво. Јас го правам дефинитивно тоа. Значи, еве во ДМ одев и бирав гел за туширање и го купив тој што ми беше визуелно најубав. Некогаш нели тој што мириса убаво, ама ако е со дреч розови цветови, тој им беше најпотрошен. Сите тие што беа иста цена, значи само беа во различна боја и мирис, тој што имаше најубав дизајн беше најпотрошен. Значи се врзуваме и со бои, и со амбалажи, со лого, нели го бараме логото. И вие учите како технички да ги подготвите тие работи, затоа што дизајнот, графичкиот дизајн не е само естетиката, туку и многу техничка позадина и обработка. Например, еве Милка чоколада, која е препознатлива боја за Милка? Плава со бел Така. текст. Така. И ако одиме во маркет и видиме нешто не е во ред со бојата, значи малце пона розово или пона сино, нешто не е во ред. И може да се посомневаме во квалитетот на производот, да речеме ова чоколадо може е старо, така. Тоа може да се случи затоа што техничката припрема на фајлот кој што на компјутер ќе изгледа одлично. Значи бојата ќе биде иста виолетова како што е на чоколадото, меѓутоа техничката припрема за печатење
ако ја сгреши дизајнерот, може да излезе сосема друга боја. Значи, се има случајно флаер за пица, пицата да излезе кетчапот розов. И тој флаер кој ќе го види некој, нема да му изгледа привлечно за пица. Значи, ќе очекува да е со нели јака црвена боја. А на компјутер изгледа супер. И ќе учи на како е возможно на компјутер да боите да изгледаат како што треба, се принта и боите се променети. Дали би се случило вас да испринтате нешто во боја и боите да се комплетно различни од тоа што го гледате на монитор? Може да кажем нешто? Да, Може? на мене ми се има случано. Така? Ајде, Може. кој сакаше да каже слободно? Јас сакам да кажам нешто. Јас имав Ајде. една вежба за на училиште и така ја направив со сина боја, беше еден дел, Така? и која ја испринтав ми дојде на кај црно. Да, може. Во што беше вежбата? Во кој софтвер? Во Word ја правив, после ја ставив во PDF, бидејќи така мислев дека подобро ќе се испринта, не ми се промени бојата. Така, да, се случува, ќе ви кажам и зошто. Кој сакаше да каже, Дарко беше, мислам дека? Ајде, повели. Значи, преска рековте во поглед на припремата, дизајнот и така. Значи, може различна нијанса на готовиот производ, на одштампаниот, отпечатениот производ, да се добие и со потполна иста припрема, потполно точна и иста боја и се, ако белината на хартијата различна. Или Така е. на што се печати. Значи, мора и подлогата да биде иста. Така да не биде секој Апсолутно. дизајнерот крив, тој што прави припрема крив. Значи мора Така е. да знае на која белина на хартија, на кој квалитет, дали е таа хартија премачкана. Да прашам искуство со печатница нешто? Има тука во позадина? 30 и нешто години, така. Се гледа. Во печатница работите? Како? Гоце Делчев печатницата Скопје. Како што? Па од комерцијалиста до директор. Браво. Така е, значи хартијата многу влијае. Пример, Нойседлер знае да биде по ледено бела хартија, класичен кунздрук, нели е по на жолто крем. Дали е премачкан, значи дали е мазна хартијата, дали не е премачкана, па е малку порапава, повеќе пива боја. Така е, значи треба да се внимава и многу зависи во поглед на крајниот резултат на производот. Точно, апсолутно. Припремата може да е идентично иста, значи со истата припрема, ако правите 2 пати, 3 пати повторувате печат, ако ставите различна карта и ќе добиете различен производ. Точно. Значи истиот дизајнер што го правил истиот файл и правилно го направил, како што треба во Илустратор, да речеме, PDF-от го направил, че треба да ги знаете, ги учиме на часовите подготовка за печат и видови хартија, доработка, колку тоа значи, колку тоа менува, апсолутно. На работилницата што ќе имате, ќе може и да допрете, имаме една книга кај што и има видови хартија, и бои, доработки што се ставаат на хартијата, и ламинација, ако ставите дозгора, може да промени бојата и тоа што рече Дарко, иако е сјајна мат, значи многу фактори влијаат. Исто така влијаат и пигментите во печатење и машините. Значи, ако на различна машина истиот файл се испечати, може да изгледа различно. Со различни пигменти во истата печатница, можеби, значи многу зависи до печатницата како оперира и основата, многу технички фактори треба да ги имате во предвид. И сепак во печатница си има, нели, ДТПС оператор кој што ја прави припремата на плочи, на филмови за големи тиражи. И офсет плочите и самата гума што пренесува боја, значи самото развивање на офсет плочите, со каква резолуција ги развијат, нели, сето тоа. Значи има многу повеќе работи што ќе влијаат на
крајниот производ, а со иста припрема. Така е, многу. Значи, идентично, една иста припрема да ја повторуваме, ќе добиеме различни производи, ако нешто од сите други параметри, Така е. што вие исто наговестивте, бои, квалитет на бојата и така. Така е, многу работи влијаат и треба да ги знаете сите работи, да ги имате во предвид кога правите, особено ако се прави дизајн на амбалажа. Значи, тука има многу фактори, многу работа и многу е сериозно и сето тоа ќе го учиме на часовите како што се прави. Значи, не е само нели фајлот да се изработи во Illustrator или во Photoshop или во InDesign, туку и другите фактори како хартија, нели машина, треба да се земе во предвид и ќе ги учиме сите тие работи. Тоа се невидливите работи. Значи, ние кога го гледаме дизајнот на компјутер, мислиме дека првично ќе изгледа исто. Еве во Word тоа што го спомнавте. Значи, самиот Word како софтвер нема моќност да пренесе исто како што гледаме на монитор, бидејќи Word е предвиден за работа, нели за текст. И ја расипува резолуцијата на фотографиите, затоа што за да работи побрзо, за да можеме повеќе страници да работиме, и бојата што ја гледаме не е во соодветен софтвер, нели кој што после понатаму може да прави фајлови. Значи PDF и PDF направен од Adobe Illustrator и од Word не е ист. Многу голема разлика има. И поради тоа кога правите нешто, ако сакате најблиску да ви излезе со тоа што го гледате, треба да го работите во пример во Illustrator. И таму има пак посебни бои што се користат за веб. Например, еве Tinex каталозите или DM каталозите ги имаме и на нивниот вебсайт, така и на нивниот Instagram и Facebook. Така сте приметиле, Tinex, Scam, Stokomax, сите маркети, нели? Да. Ги има и на нивниот вебсайт. Да, скоро сите. Така, и на Instagram и Facebook, и ги има печатени да си земете во маркет кој ќе одите или во сандача ги ставаат, некој зависи. И припремата на фајловите е сосема различна. Иако вие на монитор исто го гледате каталогот, меѓутоа еве имам јас тука некои каталози. Например, ево од DM, овој што е големиот. И сега го гледаме печатено, иако делува исто, го гледаме на вебсајтот, на нивниот Инстаграм и сосема различен е фајлот, односно почетниот фајл е ист, ама техничката припрема, она невидливото, е различно. Зошто? Например, ако земеме од PDF-ото кој што се печати овој каталог и го ставиме едноставно на Facebook. Што мислите, што може да се случи, еве? Предпоставка. Пошто еве, да се намали резолуцијата? Така. Значи, еве, например, каталогот има доста страни. Еве, нема бројка на страниците, ама има, еве, и малото каталогче, голем број на страници. И сега, ако го ставиме фајлот кој што е доволно квалитетен со резолуција за печатење, ако го ставиме на, еве, на нивниот вебсайт, во исти квалитет, што може да се случи? Да се намали резолуцијата и квалитетот. Треба да ја намалиме резолуцијата за веб, значи ако го ставиме како за печатање, многу споро ќе се отвара. Значи еве да отвориме еве сајтот на DM да видиме каталогот дали го има. И да видиме дали ќе се отвори брзо или многу ќе го чекаме. Дали сајтот се отвори брзо, се отвори, нели? Да, сајтот се отвори брзо, да. Еве го каталогот. Дали чекаме 10 минути да се отвори? Не, така. Не. Брзо се листа. А се отвори одма. А има, гледате, многу сликички и многу производи. Значи, кога има многу сликички, фајлот автоматски тежи повеќе. Плюс, ако можам да го зумирам и да ги прочитам, повторно тежи повеќе и мора да го прилагодам технички фајлот за на веб, за да не чекам. Никој нема трпение да чека 10 минути да му се отвори нешто на веб, едноставно ќе затвориме, чекаме 5 секунди, така, и не се досади и гасиме. И вие мора да, нели, да знаете што, како да го спремите фајлот
за на монитор и не само тоа, и боите за на монитор и Да. боите за печатање се поинакви. Значи различна е припремата на фајлот. И тоа, значи го учиме, сакам да ви кажам дека има многу техничка позадина надвор од естетската, која што е многу поважна за било кој графички дизајнер, да е фајлот како што треба спремен, а невидлива е вака со голо око, да речеме. Значи, дали јас ова го гледам црвено или розово, зависи дали фајлот сум го направила како што треба, зашто различна припрема е за фајлот. За веб на Инстаграм е друга. За печатање е трета, иако нас вака провизорно не делува исто. Значи, техничките карактеристики полека ги учиме што треба да направиме во која ситуација. Исто тука се јавува проблем во каталозите како волку производи и да функционираат. Значи, кога имаме, еве колку има 2, 4, 20 од прилика на една страна, 40 од прилика на две страни, ако се обидеме ово во Photoshop да го направиме, Photoshop нема да издржи, ќе се сруши, ќе се укочи и нема да може да издржи да се носи со волку фотографии, а особено па што има повеќе страници. Да. Повеќе страници, дали некој случајно знае кој софтвер од овие три, што ги спомна, Photoshop, Illustrator, InDesign, може да се сноси со волку податоци, текст и слики. Што мислите? Па мислам Па дека InDesign? InDesign. Браво! Како знаете? Па бидејќи Онака. за Photoshop имам и на училиште учено и Да, во кој училиште? Марија Кири Склодовска. Тоа е уметничко, Не, хемиско. хемиско и Photoshop учите? Да. Да, али само 2 години имам информатика, во втора година учевме за Photoshop. Тоест, поконкретно за растерска графика. Така. Супер. Така е, Photoshop работи со растерска графика. InDesign обработува големи количини на податоци, каде што може да се сноси со голем број на страници, со текст, слики, сликите исечени, средени во Photoshop, еве приметивте сите како се добро средени, сите се слични бои, чисти, Да. нема средина. Значи, нас есенцијално за изработка на еден каталог не се потребни трите софтвери. Во Photoshop не е потребно да ги средиме сите фотографии, од Illustrator ќе ги земеме логоата и слични работи кои што се вектори и ќе ги донесеме во InDesign кој што може да издржи голем број на податоци и да ги направи функционални за да добиеме соодветен излезен файл кој што и технички ќе биде добар. Повторно ќе се навратам на тоа што ако не се добро средени сите елементи, ако технички не е добро среден фајлот, нема да изгледа добро испечатен, ниту на веб ќе функционира. Еве да земеме, тука имаме еве една книга за деца, како учебник е, ама не е баш учебник, туку работна тетрадка. И истава е направена во InDesign повторно. И тука гледате има сликички на кои што, евака не знам колку се гледа, на кои што учат децата, нели, да собираат, па имаме други сликички, па запомни, па задачи. Значи во InDesign работиме се што една издавачка куќа го издава. Од книги, учебници, работни тетрадки, книги, нели, белетристика, се што има поголем број на страници, се што е над 5 страни, мора графички дизајнер да го обработи. Тоа дури кај нас го викаме преломување. Има луѓе што работат на прелом на книги, учебници, кои што се многу важни луѓе, значи мора дури текст да е само, значи во Word, авторот го куца текстот во Word. Ако се обиде тој автор да го испринта од Word, може да испринта 1-2 книги, пример. Ама во поголем тираж нема да функционира. Значи нема да работи, само текст да е книгата, мора, еве тука имам една книга, обична малечка книга.
Еве, може Дарко има искуство сигурно со печатање на книги? Јас? Дарко, така? Па не баш. Имам Јас, искуство само... јас ако аз, мислите, Зоран. од Зоран? Кој се Имаш јави, да. искуство. Кој имаш искуство со печатање на Значи, книги? јас, Зоран. Господинот Зоран. Да. Значи, при печатањето на книги, посебно подготовката, што рековте, тука има и лектура, значи, читање на текст, па граматички, исправно, значи, сето тоа има многу работа во Многу припремата, Така. па кога ќе се отпечати првиот примерок, се проверува, па се одобрува од нарачателот, дека е во ред, и се продолжува со печатање. За да не се направи грешка дека нешто не е во ред или можеби лошо е разбрано и сето тоа. Значи, кој ќе се направи припремата, се отпечатува првиот примерок и го одобрува дизајнерот. Односно не дизајнерот, нарачателот. Нарачателот. И тука пак сите фактори се битни. Например, колку е дебела хартијата, ни кажува колку ќе и бројот на страници, се прави пресметка, за ово се вика грб. Од аспект на тоа, значи си има норми, нормативи и за потрошувачка на хартија, и за колку, зависно во колку фази има, за секоја фаза се предвидува маклатура, се вика во печатарството тоа. Значи тоа е предвиден шкарт, да речеме, затоа што во секоја фаза, например, во печатењето ти треба, додека ја припремаш машината, ти треба да речеме 80 до 100 табака за да извадиш колор. Па после на виткањето и таму на таа машина ти треба одреден број на табаци, маклатура што ја викаме, значи да за да дојдеш до точната нарачка, зашто кога ќе нарача нарачателот 100 книги, да речеме, или 1000, ајде полесно да кажем, 1000 книги, ти треба да предвидиш 100 табака за печатење, па не знам 20 табака за виткање, па ако се шие тврд повес, значи собирање и шиење со конец, па укоричување. И во секоја фаза сега ти на пример ќе утврдиш на памет, ќе речем, кај поголемите тиражи негде 5 до 10% плюс хартија треба да дадеш, и ако треба за 1000 книги по 10 табака, ако една книга да дадеш 10.000 табака, ти треба да дадеш, да речеме, 10% ако даде маклатура, треба да му дадеш 11.000 табака во производство, и секој од фаза во фаза да предава, значи, согласно предвидениот налог, во секоја фаза колку он треба да отпечати, колку треба да свитка, колку треба да укоричи, и на крајот да излезат 1000 чисти готови производи. Бидејќи нарачателот нарачал 1000, не нарачал 990. И се е важно и во фајлот, значи пресметка колку маргини, иако вие можеби го гледате како текст, само да речеме кога отварате книга, дизајнерот во InDesign тоа учиме како да ставите маргини. Така, мора обрезот, мора ова што го рековте, при виткањето, мора така, точно да се стават тие што ги викаме цајтни или линии, така. Да се дигува, се приметиле една црта вака тука. Кај да се обреже. И во зависност од тоа дали е книгата во една боја, што велиме 1/1 печат, или 4/4 ако е колор, значи што повеќе бои има, треба да малку по-голема, поголема граматура. И се зима нели во предвид колку е дебела хартијата, па се пресметува колку грбот, значи не може да ставиме колку сакаме да биде грбот. Не, има нормативијата. Зависно од тоа колку табаци, зашто еден табак, да речеме книговезачки табак е 16 страници. Така. И тоа е така со 16, и тоа го учиме што се случува кога се витка. Значи кога се хефта нешто, списание, еве ваква работната тетрадка, мора да биде делив бројот со 4 поради табакот. Значи не може ние колку сакаме страници да ставиме доколку иде на хефтање. Можеме колку сакаме страници ако иде на лепење. Па добро, он може да има непарни број на страници книгата, меѓутоа ти мораш да предвидиш да се додадат бели, например. Значи, ако треба една празна ќе биде и било како. Значи, тоа мора да се предвиди.
Значи никако не може да речеме од Word да земеме книга, бидејќи има многу работа во целиот процес и имам многу колеги што работат цело време во издаваштво, значи личен текст од Word мора некој дизајнер во InDesign да го преломи за да изгледа со маргини, со текст, секако што треба соодветно на книгата, а уште повеќе кога се работи за да речеме енциклопедии, учебници. Еве ние сме печатале, да речем, по 30-35.000 парчиња книги по еден предмет, да речеме биле околу 25.000 тираж на македонски јазик, биле на албански 15.000, биле на ромски, биле на турски, значи биле на српски и зборам за просветно дело како единствена издавачка. Да, рачунете што значи таа бројка кога е од еден файл печатено, колку не сме се сгреши. Значи на тоа, значи сме водели сметка прво во коректура и лектура, значи во текстот, како е отчитан, па после преломот што рековте, значи самиот прелом треба да се одобри, па кој ќе се одобри преломот, нели и што рековте вие тие графички дизајнери или преламачи, значи кои ќе преломат книгата све, значи ќе биде се одобрена, после оди на печат и на првиот секој табак по табак како се монтира, тоа мора да се одобри за покавите речи. Како ќе се отпечати првиот примерно, ќе се извади, иако е окей, и затоа треба тука 10, 20, 50 табака да се потрошат, да се извади тој квалитет што треба и тој да се одобри, тоа е веќе узорак што треба понатака да се сече. Меѓутоа, тука значи има многу работи во дизајнот што треба да се точно знаат, значи, и во поглед на тие да речем чисти димензии, обрежани димензии што ги велиме. Да. И тоа учиме нели на часовите. Колку за обрез да се предвиди, колку за грб. Значи што друго би имало исто така обрез, на пример што би одело во поголем тираж, некаков друг производ кој што би бил помалецок. Па тетратките. Нешто што не е повеќе страници, што е една страна. Видете, се оди на обрез. И леток да е од А4, на тоа алуди на флаер, тој се обрежува, бидејќи ако се печати на А4, хартијата е обично кога ја купуваме 86-61 димензија. А теоретската димензија на А4 е 210-297. Така, тоа не е значи 210 пута 4 830, а не 850. Значи тие 2 сантима имаме предвидено за грајфер што ја влече хартијата и пола сантим за виделе така принтери дома кога се принта, нели има бело од страните што го зима принтерот, ева на домашен принтер една страница, нели не може до крај да се спечати. Така сте приметиле сигурно ако сте направиле fit to screen, самата машина мора да го земе. Сега во печатницата ги прават да не ве исплашат сите овие пресметки, нели? Меѓутоа дизајнерот мора да биде стручњаци за тоа. Така. Свесен за целата процедура за да знае што да направи со фајловите, особено важно е да стави образ. Значи образ е просторот кој што мора да се остави од страна за се. Значи се обрежува како што ете така, значи флаер ако не ставиме образ, што ќе се случи? Ќе се дзирка ако се исече милиметар, два, полево, подесно, може да се дзирка бело, да не изгледа убаво. Овие коцкички што ги гледате овдека, може би сте ги виделе на некои производи, или мене ми се случи од кам да ми стигне таков леток во сандаче и сите овие коцкички наредени се гледаат. Тоа значи нешто отишло во обрежувањето, тие треба да се исечат, ама се случува многу фактори, се случува да избега нешто, да се исече полево, подесно, погоре и затоа мора да оставиме од бојата, од креативата екстра. Учиме како да го правиме тоа, учиме колку маргини да ставиме, за да знаете како да го подготвите фајлот соодветно. Што друго би можело, еве тука имам набројано работи, што би можел еден графички дизајнер да ги направи, каталози, рековме, брошури, списања, книги, тој да го покривме во Илустратор. Еве тука, ако може да зирнете,
Сакав да ви покажам и од студентите, еве што правеа некој проект. Инаку како финален проект што ќе ви биде, секој студент треба да има изработено портфолио. Ова е од Димитар. Инаку сите ќе функционираме со Google Classroom. Еве од академијата што во моментов е во тек, ќе ви го покажам Classroom-от. Наредени се по предмети и тука ви се наоѓаат проектите. Значи ова е во моментот актуелната академија што учат. И ова се нивните проекти, ова се другите академии и еве проект 1 е да креирате мудборд за пакување, мудборд за лого. Што значи мудборд? Значи да направите една креатива со идеи што би ве асоцирале, бои и така натаму, што ве води мислата, нели, што би сакале да правите. Потоа имаме учиме, нели, како се изработува лого и многу интересно учиме како се изработува лого по принципот на златен пресек, односно по Фибоначи спиралата. Ако има некој од уметници или од архитектура, може би сте слушнале. И студентите во еден надпревар за Центар за образование за возрастни на Република Македонија и беше одбрано логото на Девид. И логото е правено по тој принцип. Сите големи логоа на најголемите брендови се правени по тој принцип, еве го логото што поведи. И потоа учиме како да изработите од лого целосен корпоративен идентитет за една компанија или за вас, или нели може би хонорарно ќе работите на некој проект каде што сакате да го направите брендирањето на целата фирма и многу подобро е да се изработи кога изработувате лого, да направите и како тоа лого би било аплицирано на визитките, на пликото, на пенкалце, на тефтерчиња, на папки. Исто така во вашето портфолио како финален проект, што ќе ви биде, нели, може да имате и повеќе логоа, еве има уште едно лого тука. Убаво е да се направи како сториборд и тоа, нели, го правиме. Како сте дошле до идејата, што представуваат символите што сте ги употребиле, зошто сте ги одбрале тие, како сте ги сублимирале во една идеја, како би изгледало за таа фирма на нивните производи, еве да се аплицира, ова мислам дека кафуле на менито, на чашките. Значи, кога се прави брендирање, треба да се земе се во предвид и нивната заштитна боја. Ако нема заштитна боја, вие треба да одредите обично една или две бои. Која е таргет групата, што е целта, што представува таа компанија. Значи, сите тие фактори се земаат во предвид и целосно се изработува брендирање. И потоа, еве, може да видите 3D приказ, ова е од Мила, мислам дека, 3D приказ на елементите, како би изгледале папка, како би изгледала, ова се викаат мокапи, кои што ги правиме во Photoshop. Секогаш кога ќе видите нешто вака потродимензионално прикажано, тие се работат во Photoshop, бидејќи видовте Photoshop, тој спомнавме дека Photoshop работи со растери. Значи, вакви чисти комерцијални лого, папка, плико, еве може да биде на чашенкалца, тефтерчиња, се што една фирма и треба, пакувања, амбалажи се работат во Илустратор. Еве тука може да видите дизајн на етикети. Сега имавме работилница, може да видите на Инстаграм има слики. Горан правеше многу интересна етикета за ракија, например. Сунчица ребрендираше за витамин Д. Значи имаше многу интересни работи. Ќе ви покажам и некои слики од работилницата. Еве, например, ова е на Димитар од минатата академија. Тоа е академијата што заврши, затоа има портфолио, нели? Портфолиото е финалниот проект. Го ребрендираше виното, еве етикетата, корица за книга работиме во Photoshop, таа може да се прави Илустратор и Photoshop по желба.
еве лого, еве го каталог за мебел, визитки, правеше ребрандирање на Скопско лименките, тоа е дизајн на пакување, односно амбалажа, трифолд брошура, која што е најкористена брошура од фирмите, еве списание за коли, мислам дека беше, а исто така работиме на креирање на фонд. Многу малку дизајнери може да се пофалат дека знаат фонд да изработат, кој што е функционален. Значи, не фонд само да изгледа убаво буква по буква, секој може да нацрта, нели, буквата. Меѓутоа, за да работи, да може, пример, да го дадам на, не знам, браточетка ми да го користи и да работи во Word, а она нема, пример, Photoshop Illustrator. Значи, да е функционален, го користиме алгоритамот на софтверот за дизајнирање фонтови и после тоа вие можете, значи има дизајнери кои што работат како креатори на фонтови и ги продаваат. И тоа вие уште една подпрофесија што ве води графички дизајн, значи може да изработувате фонтови. Може, еве тука ги имам, значи традиционално што работи еден графички дизајнер, вака ќе го да го гледате поубаво. Сега го гледате на цел екран? Да. Значи, каде работи традиционално? Графички дизајнер во маркетинг агенции, работи како соло графички дизајнер во една фирма, може да работи на брендирање, развивање на логоа, бренд guidelines, визуелен идентитет што зборувавме, тоа што зборувавме во издавачка куќа на или нели посебно на проекти хонорарно, книги, списанија, весници кои што сега веќе се онлайн, нели, пакување кои што нели не само треба да се убави, треба да се функционални. Сега графички дизајнери понатаму може да се специализираат во UX UI дизајнери, каде што работат нели сосема друго на дизајн на апликации, меѓутоа UX UI дизајнер е добар дизајнер кога има подлога во графика. Најдобрите UX UI имаат подлога во графика, во графички дизајн. Motion график дизајнери ќе учите вие motion графика, ќе имате со професорката Бисера After Effects. Значи за во After Effects да знаете да анимирате, пример, реклами, кратки филмчиња, работи, нели, видеа што се ставаат на дигитални платформи, треба да имате повторно предзнаење како графички дизајнери во Photoshop Illustrator, бидејќи во After Effects елементите се ставаат како леери, значи извадени во Photoshop, исечени, векторските елементи, исечени фигури од Illustrator, за да може потоа во Adobe After Effects да се анимираат. Значи After Effects мора да има презнаење од Photoshop Illustrator и тоа ќе ви биде како последен предмет. Може да работите и веб дури, како и дигитална графика. Например, јас сум работела со тоа што веб дизајнер го правил програмирањето и ќе ми каже, например, толку и толку пиксели треба да биде банерот, толку и толку пиксели направи ми ја позадината. И сечи ми го овој производ, например, за суплементи во, нели, со прозирна позадина, стави ги кончињата дека е здраво, дека нема адитиви, такви некои работи ги изработувам во Illustrator, му ги давам како што ќе ми ги побара во SVG, во PNG, зависност како ќе му треба, и он ќе ги програмира. Значи, целосно можете во соработка со веб дизајнер да работите се што е потребно и за еден вебсайт. Social media content creator, односно јас и тоа го имам работено како social media или digital media manager, иако за тоа дигитален маркетинг ви е потребно во смисол за менаџирање на рекламите што одат на Facebook, Instagram, меѓутоа тој што е digital media manager, специјалист, маркетер, како и да го наречеме, ги менаџира, нели, колку пари трошат, ги таргетира и така натаму, меѓутоа креативата ја прави графичкиот дизајн. Например, кога ќе видите, еве да отвориме, што да отвориме, на Facebook или на Instagram на некоја фирма, еве, или Instagram се едно. Ако е производот со реклама, еве да извадиме некој производ, или некоја фирма која да извадиме, еве Tinex нека биде.
И сега еве и ова акција што пишува. Значи, ова што ви се појавува на социјал медија, ова го нема печатено ако не е дел од каталогот. Или ова. Еве, ова не е страница од каталог. Ова го прави графички дизајнер, значи го сече шишето во Photoshop. Текстот е сега за социјални медиуми, текстот може и во Photoshop и во Illustrator да се прави, ако сакаме специјални ефекти, тогаш, ако, например, како светлиниве тука, тогаш мора во Photoshop и вакви, да речеме, некои фотографски елементи, доколку текстот е чист, може да биде само во Illustrator со подлога од фотографија. Меѓутоа, ова го работи графички дизајнер. И после, дигитален маркетер го менаџира за да оди во реклама или да оди на сајтот, меѓутоа сите овие постови ги работи графички дизајнер. И тоа ви е уште една област која што може да работите. Значи, има графички дизајнери кои што работат се дигитално исклучиво, има кои што се фокусираат на печат, има кои што работат и тоа и тоа. Значи, многу области има во кои што може да се специализирате и подобласти и нетрадиционални, еве, beyond the conventional paths. Значи, нетрадиционални области кои што исто имам колеги, пријатели кои што работат во нив, например, може да на илустрација на детски книги. Спешали за инфографици, многу фирми, компании ги сублимираат нивните податоци, веќе не ги сублимираат во Excel табели, зборувам, нели, можеби финансиските податоци ги ставаат во Excel табели, ама колку, не знам, производи се продале во тој оддел, повеќе сакаат веќе визуелно ги видат. Сигурно сите знаете инфографик што е, ќе ви покажам пример. Исто така имаме студенти кои што имаат отидено и во како гейм дизајнери, значи визуелни елементи, например, ташничката на човечето, капчето, мечот, што се во 2D игрите особено. 3D е друго, 3D е во друг софтвер, тоа веќе оди 3D Max или Maya. Меѓутоа 2D, особено игрите, повторно графички дизајнер ги прави и после тоа ги комуницира со гейм дизајнер, нели? Меѓутоа Извини, аз само ќе да прекинам. Слайдот тој е загочен при шер скрин, да знаеш само. Да, што гледате? На Инстаграм уште сме. О, чека. Извини. Не, фала. Ова фул скрин да го ставив, можеби. Не ми дава да го ширувам сега воопшто, не знам зашто. Не ми дава да влезам во опциите за ширување. Не знам зашо. Ајде веќе провериме уште еднаш. Еве сега ми даде. Добро. Ето го. Се гледам. Така. Present something else. Зашто present something else? Ајде да видиме сега. Го гледате сега PowerPoint? Да. Да. Добро. Значи, овде ми беа областите што ви ги објаснував. UX, UI, motion graphic, web digital, social media. Еве ги тие non-traditional paths, кои што може да ги завземе графички дизајнер. Например, дизајнери работи за во музеи, особено изложби, инсталации и многу други работи во соработка со архитект ги изработуваат, па и за сајми, особено па за сајми, сите промотивни материјали и се разбира тоа што го спомнав преска, educational material designer, каде што во учебници има, нели, многу работа, бидејќи сте доста сериозни со многу елементи. Овде имам пример од еден сајт кој што е 99 Designs, сега ќе ви го покажам, кој што е за фриленс работа. Еден од сајтовите, има многу.
И тука може да видите клиенти што бараат фриленсер и фриленсери кои што нудат што можат да направат и нивните услуги. View all design категории. Сакам да ви ги покажам категориите поврзани со графички дизајн. Значи лого на идентитет, тоа што го спомнав, лого, брендирање, колку многу категории, stationery се тоа, апликоа, картици и така натаму. Web and application design, значи тука се делат нели на веб дизајнери, но и графички дизајнери кои што ги прават иконите, копчиња може да прават, банери, значи еве банери на пример на некој македонски сајт, на пример TimeMK, еве да речеме. Советните што ги гледате, банерите што ги гледате од десна страна, ги прави графички дизајнер. Ако видите камрда, ги прави графички дизајнер во After Effects најчесто. Сите овие, овој банер што го гледате тука. Овие знакчиња што ги гледате тука, значи знакчево како ќе изгледа. Гледате, ова се статистички податоци што ги има нели во инфографици што ви спомнав. Свето графички дизајнер ги прави. Да. Се ова графички дизајн, значи многу работи проаѓаат. Пораки некој пишува, гледам или не? Добро, нема. Многу работи што може би на прв поглед не не асоцираат на графички дизајн, всушност се. Значи мора да ги изработи и дигитално, и овде можете на 99 Designs да ги разгледате категориите. Бизнес and advertising. Значи не само флаери, ньюслетери, постери, еве, албум кавер, пример, еве за инфографик переков посебна категорија. Брошура, памфлет, буклет, ова што ако сакаме комбе некоја, знаете, комбе, пример, превоз за сопствени потреби. Мора графички дизајнер да го направи тоа. Еве, трейд шоу за насајми, билборди, сликичките во мејлови што ги гледате, менија за кафиче, секако. Дури темплети за Word и најразлични работи. Имам еве пријател кој што е фокусиран и целосно специјализиран на дизајн на спортски дресови и опрема за фирма во Австралија и за нели фирмата што е таму е вработен и добива, да речеме, за различни евенти, за маратони. Од која фирма, нели, на маратон, на пример, една фирма учествува со одреден број вработени, сакаат логото на фирмата да биде. Друга фирма има сака капчиња, трета фирма сака да ги брендира можеби шишенцата. Исто така имам пријател кој што брендира за родендени, на пример, на шишенцето да пишува името на кој слави роден ден, чоколадца, кутивчиња што се даваат, особено во Америка се даваат доста како нели gift boxes. Значи има многу работа само во маички правење. Не знаете колку работа има, еве тоа што ви го спомнав, баш се видовме денес. Значи работи на спортски дресови за најразлични евенти, специализира веќе со години во тоа. Арт и илустрација, тука веќе влегуваме во тие што имаат талент за цртање. Значи, како што гледате, тука е одреден процент. Покани за свадба, може знаете, има и македонски сајт кој што само за покани се специализираат. Значи, гледате сите овие категории, може да ги разгледувате. Пакување, тоа што ви спомнав, имаме некои пакувања да ви покажам. Етикети, не само за храна, нели, пијалоци, за се што е во било каква амбалажа и тоа што го зборувавме, нели, преска да не се навраќам, на книги, списанија, корици, ова book layout, значи распоредот и овде можете да ги видите сите и под категории што може еден графички дизајнер да ги работи. Ова е само еден сајт. Значи вакви има навистина многу, а ова на social media е сосема трета категорија. Затоа викам графички дизајн има многу подкатегории и многу места каде што може да работите и да се специализирате или да работите од се по нешто како што ви е кеф.
Сакав да ви покажам и студентите, значи студентите 90% доаѓаат без никакво предзнаење. Значи, ние почнуваме сосем од нула. Не се очекува да имате предзнаење, што значи не се очекува да знаете ни файл да отворите во софтверот, значи од нула да се почне. И за на крај портфолиото, ево Димитар ви го покажав, да може сами да направите во сите овие категории проекти производ. Ево овде има корица за книга, ова е наработилница за пакување, тоа беше... Ја гледате презентацијата, така? Да, така. Ребрендирање на чајот Франк за камилица, па имаше направено како ладен чај, па кутивче со чаевите. Не можам нели сите проекти да ви ги покажам. Ова е фотоманипулација во Photoshop, ета за тоа не начнав. Значи тоа е ова од Виктор што го спомнавме сега што е во Creative Hub. Ова е кога беше нели студент, неговото пакување. Ова се исто од минатата академија, ова е ребрендирање на Saks Джинот, ова беа нудли, исто од работелницата, дизајн на амбалажа за сирум, значи има навистина многу проекти. Сакав да ви покажам за Photoshop. Photoshop ние доста сега се фокусиравме на комерцијалниот дел од нели амбалажи. Ама да видите во Photoshop делот што се може, какви фантазии овде и некои што го учат и за хоби, и за задоволство, но и со вакви фотоманипулации се прават и комерцијални проекти, како пример корица на книга, постер. Сигурно сте виделе на интернет вакви фотоманипулации, овие се возможни само во Photoshop, ова не е еден од проектите. Секој студент прави фотоманипулација и ова го правите на крај, при крајот Photoshop, бидејќи се потребни сите skills, алатки да ги знаете, за да може да направите успешна фотоманипулација, како изгледа, например, исечење кога се обично исечење, бидејќи не е доволно само да научиш да ги исечеш, туку како, еве, ова е лисичка, мислам, еве се сликичката со лисичката, како изгледа, и овде е месечината, како да изгледа вака, што треба да направиш, има режими на мешање бои, многу интересно и ова е повторно професија сама по себе, например, има доста фриленс работа за обработка на фотографии, почнувајќи од каталошка комерцијална обработка, например за една шведска фирма сечавме слики од алиштата, требаше да ги направиме да изгледаат нели по-тридимензионално, правевме сублимација од 2 фотографии и да менуваме боја. Сигурно сте приметиле на пример на некои каталози, еве со облека, на Oriflame каталози, како на пример кај кармините истата уста, ама во различни бои, така? Така, да. Затоа што, еве, повторно графичкиот дизајнер ја прави симулацијата на боите, еве, продажба на козметиката на Oriflame, Avon и другите такви каталози, се прави исклучиво преку каталогот, што го изработува графичкиот дизајнер во соработка со фотограф, нели? Колку е важно добро да изгледа каталогот. И тој прави на некој начин и фотоманипулација. За козметика ги средува боите, еве да видите, еве ќе отворам пример, Oriflame. Карминот кој ќе го видите, или пудрата, или парфемот, нема шанси да изгледа толку перфектно, како што изгледа во каталогот. За да изгледа толку мазно и сјајно и бојата да биде толку унифицирана, графичкиот дизајнер го зима и го ретушира базично. Еве, ајде ќе отворам, можеби на сајтот повеќе ќе се гледа. Значи, тука влегуваме во ретачинг. Ретуширање на фотографија, кој што нели ги учиме алатките. Извинувам, Ајде. но повторно замрзнат е екранот. Чедувањето? Да. Ајде, сега ќе видам.
Не знам зашто се случува. I stop presenting. Ајде, entire screen, ја кликам entire screen, ајде да видиме. Сега, ај вака, го гледате каталогот. Не уште. Орифлем каталогот вака, сајтот нивни, Се гледа. се гледа. Да, сега да. Добре. Например, еве да отидеме во нешто, еве оваа крема, кај што не е фотографија вака со елементи што се гледа дека е нели позадина, еве кремава. Гледате како е перфектно сива, Да. и најдобриот фотограф да и капачето, гледате оцејот како е идеален во средина и најдобриот фотограф да го фотографира нема да изгледа вака идеално. Ова е ретуширано, средувано е во Photoshop да изгледа вака чисто, јасно, без сенки, без оцјај. Овие знакчиња што ги гледате ги цртал графичкиот дизајнер во Илустратор. Меѓутоа сакав да ви покажам на фотографиите, особено за козметика ја ве барам. Кај некој Кармин да најдаме. Ту се парфеми ми дава. Па и парфемите, нели парфемите, шишинцата се во принцип прозирни. Што правиме кога шишинцето е прозирно, а ние сакаме нели не прозирно го представиме? Еве ги кармините да речеме. Еве шишинцето, гледате како е перфектен сјајот. Боите, дали приметувате дека наборите се исти? Значи со каква и шпатула да ги прават, нема да можат да изгледат исто. И ова го прави графички дизајнер, ги добива кармините пред себе и симулира бојата во Photoshop најблиску до карминот, затоа и кога го купуваш не изгледа исто, затоа што тој што го прави симулира тоа што го гледа, не го пробува на уста, туку го гледа шишенцето. И сите овие, еве погледнете го моливчето, гледате оцејот на моливчето, како е перфектен. Значи се ова е ретуширано во Photoshop. Ова е обработка на производот. Значи product, дизајн, ретачинг и не само на производот и на луѓето, нели? Има доста на фриленс сајтовите ретуширање на фотографија. Например, доста занимните pageants, има доста ретуширање, средување на фотографијата, значи имаат некои стандарди кои што ги очекуваат и дури за деца фотографии кои што мора секој што аплицира на тие надпревари да изгледа така фотографијата. Значи мора да обработена во Photoshop и ова е цела индустрија. Значи за вакво ретачинг има специјализација, луѓе што го работат само ова. Например, за лицето да не изгледа блурирано, да изгледа доволно добро за на реклама, а пак да делува природно, ние пора по пора, буквално точка по точка ја кликаме за да ја добиеме таа фотографија. Затоа има луѓе што само тоа го работат, се специјализираат бидејќи е доста тешко. Ги учиме алатките како се прави тоа, исто ќе реставрираме стари фотографии, особено кога фали вака парче од лице. Многу е тешко, се случува и да фали од око, например, дел, што не можеш да го поправиш така лесно. И учиме алатки за клонирање и други работи, кои што ги користите. Еве го тоа што ви го кажав со pageants, цела индустрија ова. Значи, ова не знаете колку работа има за стандардите што ги бараат, средување на ваквите фотографии и не само тоа, има например фотографии кои што немаат време да ги средуваат сликите, тоа обично средување како за некој ивент, да бидат средени боите, например облачно било денот, а сака да бидат сите сончеви. И например повеќе му се сплати на фотографот кој е познат да најми дизајнер кој што ќе му ги среди фотографиите и да му плати пример по фотографија. Да.
Сакав да ви го покажам и овој сајт, уште една сфера, како Envato, Shutterstock. Слушнал некој за Shutterstock, iStock? Да. Што се тоа, дали знаете, случајно? Тоа са сајтови каде што можеш да купиш слики готови за некој производ. Браво, браво, јас мислев никој нема да знае, браво. Значи, iStock е најпознат сајт, го гледате тука, така? Да. Каде што се и најскапи и најтешко е да се влезе. Има македонци што продаваат. Значи, вие како дизајнери кои ќе работите професионално, не смеете од Google рендом фотографија да искористите, тоа е забрането. Мора да купите фотографија или фирмата може би има акаунт на некој ваков сајт ако работите во фирма. Значи, не смее да се земе поради кршење на авторски права. Учиме и за тоа. Како се работи со лиценцирањето, што треба да правите со лиценците, лиценци за фонтови, лиценци за слики, лиценци за илустрации. Меѓутоа, еве имам една студентка од минатите групи која што продава фотографии на iStock. Тук на iStock е најтешко да се влезе, има и други сајтови како Shutterstock, кај што има нели правила на аудиција се праќаат нели тест фотографии и они одлучуваат дали ќе ви дозволат да ги продавате и на пример еднаш како ги закачуваш, тие после доживотно ако ги оставиш пример, може да се продаваат не само фотографии, туку и вектори, а веќе има и видеа и така натаму. Значи може дури да прецртувате и да не знаете да цртате, затоа што еве има комплицирани работи, но има и едноставни работи како на пример ти треба банерче или стоп знак или еве гледате сега толку едноставно ќе ви покажам стоп сајн да речеме. Ти треба иконата, немаш време да црташ и одиш ја купуваш и има дизајнери кои што и во фирми и во големи, еве ќе ви кажам тајната, големи маркетинг агенции кои што немаат време, имаат доста акаунти да ги цртаат, туку имаат претплата на сајтовиве и фактички дизајнерите се колажери. Сепак многу е важно нели кои илустрации ќе ги земеш, како ќе го напишеш текстот, кој фонт ќе и за фонтовите има лиценци. Не смеете со било кој фонт или било која фотографија, особено па за реклами. Например, сакате реклама за, не знам, за паста за зъби. Значи, не може било, особено па било која девојка да симнете од интернет. Тоа е страшно copyright issue, прекршување на права, и тука не може било која слика да употребите, например, за човек, жена, што и да е, како заштитно лице. Значи, една цена е да употребите во банер, друга цена е да употребите на флаер, трета цена е како заштитно лице е многу повисока цената, дури некои не дозволуваат. Зошто? Затоа што фотографите што ги фотографирале овие девојки, пример, имаат потпишано договор дека тие се сложуваат да бидат употребени, пример, за реклама. Да, употребен, да. И кога купувате лиценцата, купувате право, меѓутоа секоја лиценца има нели различни права, еве за која потреба купувате, колку пари е, може вака претплата, но може индивидуално. Значи тоа се доста комплицирани работи, ама мора да ги знае секој графички дизајнер и одговорноста е на графичкиот дизајнер да ги знае. Значи ова не е друг одговорен, туку вие. Вие сте одговорни кои елементи ги ставате во дизајнот и да пазите на лиценцирањето и тие работи. Еве имаме некои кутивчиња тука и работи околу мене земено. Например, еве ова е некој сируп за кафе. Гледате тука картончево што се ставува дозгоре, етикетата што се лепи од позади. Сите тие се прават во илустратор, меѓутоа се печатат на различна машина. Различен тип на хартија се, ова е подебело како картонче. Овдека ова е муфлон кога е лепенка се вика. Значи треба да направите пресметка на се во ова или кога се работи пример за кутивче,
Еве едно кутивче имам тука. Кога се работи за кутивче, мора инженер или продакт дизајнер да направи пресметка каде ова ќе се пикне, каде ќе влезе, како ќе се намести, каде да се скине, колку милиметри треба да биде самото светкување. Тоа се вика бигување, например 2 мм тука, 2 мм тука, 2 тука, 2 тука, тоа се 2, 4, 6, 8. Ако пресметате дека 1 мм, цело ќе се измести и нема да функционира кутивчето. После имаме доработки, баш сакав да ви покажам. Гледате ова како светка, како златце вака. Не знам колку се бирка, нешто ми блурира. Ева го како златце. Тоа е фолија, значи учиме и разни доработки како треба да ги представиме во илустратор. Например, златнава фолија во илустратор не може златна да биде. Тоа се прави во договор со печатницата, може вие како дрž зелена ќе ја представите. Например, што правиме со, еве, истото лого, тука, не е златно со фолија. Значи, тоа се прави со специјален метален жик, се прави отисок. Што правиме во ситуација кога имаме, еве, шиша од сок, намерно е празно, за да видите, гледате етикетата е прозирна, ова е многу се блурира позади, чекате, видам дали можам да го тргнам, блурирањево. Тоа во camera option треба да биде. Ама не ми го дава тука. Backgrounds and effects. Дали се гледа подобро, се гледа подобро. Да. Гледате, ова е прозирна етикета, ама буквиве се бели. И па сега како ќе испринтаме бели букви на прозирна етикета? Кога кертриджите, еве да речеме, ако се печати цмик, бела боја немаат стандардно. Еве дома принтер, ако употребите обичен, мал, или домашен, и сакате да испринтате нешто, може ли бела боја се испринта? Не може, така? Мора да биде бела хартијата за нешто да биде бело. Што ако купам прозирна хартија? Транспарентен муфлон. Како ќе добијам бела боја? Еве портокалова ќе извадам нели од другите бои. Ама бела врз прозирно, проблема. Дали некој има идеја? Еве ова вака што светка, ја користи истата финта со белата боја. И белата боја обично оди на печат во флексо или во длабок печат, кога се печатат на фолии, прозирни фолии вакви, или може и во боја да се одредени фолии, значи кога се во ролна. Ама што ќе биде таа бела боја? Има бела боја, има, колку боја бела ја има. Дали сте слушнале за пантони? Пантон, тоа е скалата кај што ги има сите нијанси под шифра. Значи Тоа е као сигурно каталог со сите сите нијанси на бои. И тоа секој производител на боја ти дава таков каталог кај што ги има сите Така. нијанси, ти си порачуваш по шифра, сакам оваа нијанса ја бирам, има таа нијанса, има шифра, дури и тоа ливче е перфорирано да можеш да скинеш, да му дадеш како узорак на тој што го нарацува дали прифаќа тој таа нијанса, дали ја прифаќа и така. Значи пантоните, вака накратко кажувам, бои од кантичка. Значи мора печатницата, бидејќи има најразлични пантонски карти, печатницата мора да располага со таа пантонска карта за да ние можеме да ја одбереме. И белата боја, покрај нели класичните бои, бела, сребрена, златна, може да се испечатат само од пантон или да бидат доработка како фолија, што ви покажав. И во случај кога е транспарентна етикетата или отворам кутивчево, гледате самата картија, значи самиот конструкт е огледален. Гледате како е огледало? И врз него, ако сакам делови да се бели, еве гледате некои делови се металик зелени,
или сребрени, а некои делови се бели. За да биде бело, мора да се купи бела пантонска боја од пантонска карта, која што печатницата мора да има и мора да има таква машина. Не секоја машина може да работи со пантон. Значи, и мора да биде во голем тираж. Јас можам, ако инсистирам да испечатам едно пакување, ама ќе кошта колку 100. Значи, пантоните може да се печатат, односно се сплати, се печатат само во големи тиражи. И сигурно сте кречеле сите и сте барале боја еве вакви. Сте листале едни како лепеза? Така, тие се пантони за кречење. Има пантони за текстил, има пантони за офсет, за флексо, за различни машини, за различни видови печат, еластично пакување како ова. Значи, се што е флексибилно, оди на машини што се флексо, се што е картон, иде на машини кои што се офсетни, дигитални и така натаму ќе учиме. Меѓутоа, ако сакам врз ваква огледална хартија, да направам, значи, зашто се користи огледална хартија? Се користи за пасти како Colgate, например, или септолета, или кога сакам металик ефект да постигнам, ама бела боја ќе ми треба, па барем за баркодот. Баркодот нема со металик да се прочита убаво маркет. Ви се случило баркод да не ви се кликнало маркет? Сигурна сум дека ви се случило. Да, многу пати. Така, тоа од повеќе причини. Една од причините може да биде зашто е стуткана амбалажата, но друга причина е затоа што белата не е чиста бела или е многу смален баркодот, или не е проверен, може да се случи. Например, кога ако работите нели во добра компанија, кога правите пакување, мора да го пробате. Обично фирмите имаат баркод читачи и ги пробуваат дали ќе кликнат. Ако кликнат, бидејќи не сте маркет, ќе ви се појават само бројките и баркодот не може само сликиче со цртки. Значи има баркод генератори специјални во кои што се ставаат шифри, за Македонија една шифра, значи тоа е цела филозофија. Меѓутоа, мора да го кликнете да видите дали се чита пред да го пуштите во масовно производство, иначе ако не се чита мора рачно да го внесуваат, некогаш ради згужвано пакување, ама некогаш се случило и на коцкасто пакување да не се прочита. Тоа е затоа што е направен или премал да не го прочита читачот, или има ситуации каде што не се користени правилни бои, например за лекови особено. Кога сакаат да изгледа убаво пакувањето, некогаш нема место за баркодот. Еве овде има и разни доработки. А некогаш, например, еве овде се црни буквите и црните букви или ќе бидат чиста карбон боја црна, но можеби некогаш пакувањата сакаат да бидат со сина боја, така, буквите со розова, со кафејава. Еве тука имам пример едно пакување кај што не се читаат убаво буквите. Значи, тоа е затоа што црната боја е дел од фотографија и не се читаат убаво, бидејќи производ е отидено во голем тираж и не е тоа проблемот дали е офсетно или дигитално. Меѓутоа, кога сакаме да биде нешто во боја, например како ова пакување, ако сакам да се плави буквите, мора да ги ставам во пантон, иначе буквите нема да се читаат. Значи, секогаш кога сакам ситни буквички, да ги ставам во боја, плава, кафеава, зелена, препорачливо е да се користи пантон, иначе нема да се читаат. Иначе баркодот нема да го прочита машината, особено за козметика. Еве имам некои козметики. Често буквите знаат да бидат во боја. Те приметиле, дури декларации лепат многу ситни, ако нема долу јазици, еве тоа со зелено со буквите, меѓутоа се многу добри, многу читливи. Затоа што е земен зелен пантон. Фрош нема да ризикува, верувајте, големите фирми не ризикуваат и знаат што прават. И зелени се буквите, ама се многу читливи затоа што е искористен зелен пантон. Значи, ако сакате вакви ситни детали, ситен текст во боја, ќе кошта и повеќе, иако пантон на голем тираж не ја менува многу цената која се сериозно големи тиражи. Која се мали тиражите е многу поскапо, но повторно, пред да предложите вие на клиентот пантон, мора да разговарате со печатницата.
Кога друг пат се користи пантон, например, кога, што мислите, кога ви користеле пантон? Нешто приеска што начнахме. Ајде, некоја голема фирма. Кога се обични колори, еве преска, како што зборевме, слики за книги, за учебници, за сликовници и така, нели тогаш се печати во офсет техниката, генерално се печати под смик системот, со тие 4 основни бои, што ги викаме ние црвена, жолта, плава и црна, Така. нели? Или цијан, магента, yellow, black, како што е смик системот. Меѓутоа, кога имаме посебен дизајн, конкретно да речем, еве сме печатале кутија за цигари, ХБ или некоја Малборо или не знам што. Специфична, да. Точно специфична жолта или Така. специфично црвена боја, како што рековте преска, по каталогот по Пантон, точно таа шифра и така. И она што преска вие го покажавте при обрезот, тој клин со 4 основни бои од смикот, значи тие 4 основни бои квадратчиња што беа, тоа е у суштина кога се печати, дали ќе се печати под смик или ќе се печати по Пантон, практично печатарот, за да дојде до тој прав отпечаток што треба да биде, затоа што ако е направен пробен отисок, тој пробен отисок, значи тука бил присутен дизајнерот, купувачот и сето тоа, и Така е, кога ќе најдо. се одобри тој пробен отисок дека е во ред, значи тогаш се мери точно со кој интензитет секоја тие основни или пантоне бои, не е битно, со спектрометар се мери колку е неговата застапеност и практично тој клин што стои од страна, по правило на секои 100 табака отпечатени, вадиш еден табак и Да видиме го мериш бојата, дали нели дали. одржуваш тоа ниво на застапеност на секоја боја, за да се идеално нема Завезно, да, си има просто стручно ништо, лице што ги меѓутоа, прати. да си многу блиску, значи, до таа нијанса, до тоа. И практично тие пантоне бои се во тие посебни дизајни кај што се заштитени брендови, на друго, така. значи, Тоа сакав за да го за да не истакнам, може никој да например, ги така. Кока-кола си има точно кој пантон го користи во сите држави, бидејќи Кока-кола не се произведува во една држава, се произведува Така. на Не. многу места. Да. Кај нас пивара, како да биде сегда истата црвена заштитна боја, бидејќи ако јас ја видам со розова, ќе се сомневам дали може би е фейк, се појави едно Може. време кога сменија Орбит мастиките, кога го сменија логото и брендот, се појавија фейк Орбит мастики во помали маркети од Украина, кои што искористија ситуацијата со промена на логото, бидејќи ова полесно се репродуцира од старото и протна одреден број на мастики кои што ги приметија некој не ги приметија, бидејќи нели малце варијации имаше во дизајнот и пантоните се користат за тоа, за заштита на брендот, за сегда во светот кај што се прави Кока-кола се печати сегда да биде иста. И вие можете да предложите еден бренд да користи пантон, ако тој бренд има финанси да го користи во печатењето, ако иде тоа во големи тиражи, значи пак треба да се разговара пред да се впуштите нели во таа приказна со пантонот, а добро е за заштита на брендот. А понатаму плюс има и други доработки, еве на ова што сакав да ви го покажам. Гледате како светка сребрен може да биде пантон сребрен, може да биде фолија, ако сакаме да биде погледално е фолија, ако сакаме да биде рапаво. Вака овде е рапаво, испакнато или вдлабнато, повторно дизајнерот го прави, го црта, пример Векторов, кој што сака да биде испакнат или вдлабнат, се прави метално клише, што се удира на кутивчето пред да се склопи. И пак дизајнерот е задолжен за тоа. Дизајнерот е задолжен, ние ги знаете овие за лицата што се нели со оштетен вид, може да ги прочитаат. Значи јас сум правила на лекови, со тоа што не ја разбирам ја бралот азбука, ќе ми ја дадат нели од фабриката, јас ќе ја вметнам во дизајнот.
И не само тоа, внатре, упатството, дизајнерот повторно го прави, на потенка хартија, текстот го средува, пресметува колку пати треба да се слика, дали ќе влезе, колку ширина, за да одреди каков е фонтот, немаат сите лекови иста должина на текст, тоа се пресметува и колку јазици, ова што го гледате. Значи, знаете пред да го стиснете апчето, фолијата. Значи, јас сум правила и лекови. Сите овие работи ги пресметува фабриката, продакт инженерот, меѓутоа дизајнерот ги прави по нивните параметри. Значи, векторски во илустратор ги изработува пред да иде на машина за блистер. А па, особено по вакви финти, ако сакаме да правиме со што се ретки, да е обоено внатре пакувањето, не знаете колку е сериозно двострано да биде пакување на кутивче и да е успешно и се да е како што треба. Еве гледате на ова кутивче, може да приметите сигурно на некои кутивчиња, како има вакви како топченца и најчесто се сокриени и тоа се ознаки за кои пантони се употребени во пакувањето. Значи нема на сите, ама на дел од кутивчињата, ако ги расклопите, ќе видите коцкички топчиња кои што ни кажуваат за каков пантон е употребен и тие се ставаат за, како што спомнавте, за ознака на техничкото лице да следи и проверува, и за, не само со пантони, со сите бои кои се прави, да провери дали боите обледале, дали тече бојата како што треба и тие нели во печатницата се местат, меѓутоа треба вие како дизајнери да знаете, значи за секакви работи, еве тука имам, например, еве ова е детска книга со стикери. Стикерите ги прави повторно графичкиот дизајнер. И сега овие идат на специјална машина што се вика рицар, се рисуваат, која што ги сече во обликот, за да можеме вака да ги одлепиме директ, да нема позадина, да фрла позадината, за да може да се одлепат, а некогаш ви се случило стикери еве за деца или за возрастни, да не ви се одлепи до крај да ви закачи на некое место. Да. Значи, дизајнерот го прави аутлајнот, еве сега ќе ви покажам овде како што се лепат, шицува, и некогаш машината, дизајнерот нема сгрешено, ама како што го врти кругчето, ќе знае тука сечилото или ласер да запне, па може да се закине. Меѓутоа, еве гледате, дизајнерот го прави аутлајнот на кој што ќе одат овие во книгата, ги прави стикерите, книгата ја прави. Овде што гледате како што свети, може да има доработки како ламинации, може да има UV-лак, сите тие работи ги учиме на часовите за печатење. И ако сакам вакво дупче да има и одреден облик, мора да се изработува специјална штанца на дрвена плоча за да се исаче во одреден облик. Се што гледате како кутивче, се што гледате во било каков исачен облик, еве тука имам средство едно за чистење. Еве, ова е на една машина правено, значи што е обвиткано околу шишето, ова што е како флапче закачено е на друга машина правено, зашто е различен тип на принт и што ме во различен облик мора да е исечено, најчесто ако е картон или нешто друго, да е исечено со штанцање или на таа машината што ви објаснив како кај стикерите што го обележува. Значи има доста технички работи кои што ги учиме за да бидете спремни да можете да работите во сите сфери, сакате хонорарно, сакате сериозно, сакате како хоби. Фотошоп не ни го начнав колку многу работи се учат и колку забавни работи, еве фотоманипулациите што ви ги покажав. Тие се само една од ставките кои што се користат, нели, за да може да правите и интересни работи што ви се забавни, не само работа. Инаку, за да добиете сертификат од денешниот курс, ќе ви дадам задача постер да изработите, со тоа што не очекувам постерот да биде изработен дигитално, бидејќи нели немате никакви презнања. Освен ако некој знае дури во Canva може да чепка или во Paint ако сака дигитално, но јас очекувам да направите концепт,
на која тема сакате. Еве, јас можам да ви дадам тема, може да биде постер за некој настан, концерт, изложба, може да биде реклама за производ, еве за шиша Кока-кола. Значи, за што сакате да имате изработено нели наслов, слоган, може да го превземете слоганот од фирмата, како Always Coca-Cola, например, за Coca-Cola, и да го нацртате тоа на хартија, со фломастер, со пенкало, со молив, да го сликнете и да го пратите. Томче, кај тебе на мејл, на кој мејл да ги пратат проектите, за да добиете сертификат? Еве, само што го пишав, задачата да испратат на мејлот на контакт на Creative Hub, а ние таму ќе го испратиме на твојот мејл да ги прегледаш ти. Да, јас можам, ако сакате, и во чекори да ви ја напишам, меѓутоа сакам да ви оставам слобода, кој како сака, некој може сака со пенкало, некој со молив, некој со фломастери, не знам, со темпери. Важно ми е нели да видам креативно како размислувате, нема грешка тука, значи не може да сгрешите. И интересно ми е да видам кој зашто ќе го направи и како размислувате за да добиете нели сертификат од денешниот курс. И повелете прашања ако имате нешто, јас или Томче може да ви ги одговориме. Да. Може ли Повели постер Викторија. да биде направен во Илустратор? Како во Илустратор знаеш да работиш? Да. Да, значи секако може дигитално, ако некој чепка во Canva, може некој на мобилен, може да е на Инстаграм направено. Значи може да ви е во галери, уште побаво, ако некој знае, може би, например, во телефон, на Snapchat, значи на Инстаграм, на сега веќе на Facebook Story има можности да ставиш стикери, текст, така. Не сакав да ве обврзувам, бидејќи нели академијата е намената за почетници и не очекувам нели дигитално да се снајдете, меѓутоа ако некој знае да се снајде или можеби знаете на социјал медија се снајдете, значи може да е во Инстаграм, може да е во некоја апликација. Секако тој постер нема да биде подготвен за печат, туку ќе биде замислуваме дека ќе оди на социјални медиуми. Технички не очекувам да биде спремен, затоа што уште не сме учеле нели како се спрема фајлот, така да ме интересира креативно како сте го замислиле, така да слободно, дигитално, сакате во Paint, во Word, сакате на хартија, како ви е вас полесно така. Слободна интерпретација. Едно прашање, вака, може ли со слика што веќе ја имаме, ако Може. го правиме пример дигитално со слика која ја имаме, да ја ставиме во постерот и да ставиме некој пример, ако се работи за производ, Што побаво? ако се работи за производ, некој искуство од корисник на тој производ или слоган од фирма. Може. Еве, например, еве, или еве што имам тука. Јас 300 амбалажи наредив. Еве, Балеа, nice to see you. Ова е shower gel и шампон. Пример, може вие да се фотографирате, може да го фотографирате на маса и може да го ставите, пример, слоганот на ДМ, како беше слоганот, тука сум човек, тука купувам, или може на Балеа, или може да биде нешто како заплови во летото, да смислите вие или да го искористите нивното и може да го сликате на маса, па да ставите текст, стикерчиња, може да користите готови стикери од нет. Нели затоа ви кажав, дизајнерите се колажери. Значи важно е да пренесете пораката и идејата што сакате да постигнете. Ако сакате да го продадете производот, како ќе го продадете? Ако сакате да е за концерт, како ќе ги повикате? Ако е концерт на кој ќе доаѓа сега, Джейсон Деруло во Охрид. Може да биде, еве, постер. Така он доаѓаше, например, негова слика. И еве ќе видите на images. Еве. Каде се случува, може податоците, може да е од некој концерт што е во Америка, не мора кај нас. Кога се случува, каде, еве негова фотографија.
Значи слободно, еве ви пример за постер. До кога да се испратат? Томче, до кога е рокот? А можеме да ставиме до овој петок, до кој му доаѓа? 12 или 11, како се паѓа? 11. Да, значи видам. Да, до петок, за да можам и да ги видам, бидејќи после тоа нема да бидам тука, така да можам да ги видам и да ги одобрам. Значи не се Така, секирајте, не може да биде креативата грешна, не очекувам да имате скил, зашто за тоа ќе дојдете да учите, нели? Значи слободно може и на хартија да биде, и успешните дизајнери започнуваат и со скица на хартија, со моливче, пенкалта за се што работат. Така да и дигитално и рачно, секако е добро графички дизајн, тие што учат на факултет, знаете дека се уште во Македонија рачно ги прават сите графики, на компјутер дури слабо учат. Така да може слободно и рачно да биде. Како вас ви е полесно така? Ако е на илустратор, да не биде зачувано како слика или како документ од илустратор. Како PDF или JPG. Да. Значи JPG, PDF, како ви е полесно? Да не биде AI, бидејќи пак сепак нели за почетници е целта, така да JPG или PDF. Види како презентирањето ми се губи копчето, можеш да видиш, нели? Да. Го снимува. Да. Добро. Други прашања дали имате? Извинете, ако можеш да иднаш да се сподели мејлот каде треба да се испрати машината? Мејлот е contact@creativehub.mk или го има во чат. Еве сега Ево го во професорот читот, да го контакт, селектираше. мајмунче, Контакт. creativehub.mk. И пишете обавезно нели име и презиме од кого е да знаеме, за да го пишува името, презимето на сертификатот. Тоа ќе го направите. Секако ние ќе се контактираме, ќе се чуваме, така што без гале, дечки. Добро, ако нема други прашања, ви благодарам денес што бевте. Дел се надевам ќе се видиме на академијата од октомври. И можете нели со Томче да се контактирате се што сакате. Имате прашања. И јас би затворила тука. Така. Пријатно. 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 Чао. Пријатно. Чао. Пријатно.